Здраво и добре дојдовте во третата и последна епизода летна пред се на Ресет, директно од нашиот сакан Охрид, од хотелот Инекс Олгица. Она кое што го гледате позади мене е новиот базен кој што се отвори во месец јули. Денеска сакав да направиме нешто што ќе биде поразлично и поприродно од тоа што вие навикнавте да гледате во Ресет од сезона 1. Добивме преубави коментари за тоа како изгледа студиото, колку ви се допаѓа што сме се ангажирале повеќе за летната сезона, колку сме мислеле на самите локации, каде се снимаат тие работи. Тоа е она што мислам дека не двои и автентични. Одлучив во оваа епизода да направиме на сладка, кратка ретроспектива и некако многу брзо помина сезона 1 и многу убаво и сладко изгледа се што гледате вие од страна. Меѓутоа е многу поразлично кога сте вие креаторот, како јас ја доживеав лично сезона 1, што научив и од гостите, меѓутоа и од тоа да бидете почетник, бизнис предприемач, низ какви предизвици се поминува и колку сте пораснале. Прво морам пред се да кажам едно огромно благодарам на сите гости кои што дојдоа во сезона 1. Навистина прави да се почувствувам почестена од овоја време и дојдоа и си раскажа тоа што им се случува во нивниот живот, да покажат навистина кои се тие. Верувам дека со тоа се постигнува вистинската цел на крајот од денот. Треба да покажеме кои се луѓето навистина, простор за јавни ликови и од таа страна треба никогаш да погледнеме, меѓутоа е убаво кога ќе почнеме, здравје Боже, да отвориме простор и за луѓе како вас, кои што сакаат да дојдат и да си ја отворат душичката за нас. Летниот период имав доста време да седнам, да размислам. Ако треба да бидам искрена, за прв пат јас си стиснав ресет на многу работи во мојот живот. Колку што зборуваме овде за приказните на луѓето, толку и јас се променив. Мислам дека за една година од како постои овој подкаст не сум истата личност која што почна. Мислам дека тоа е убавината на целава работа да растеме и сакам така да го сватите овој подкаст дека не е типичен само за разговори, туку ќе бидам јас тој пример дека не сум завршена и дека поминувам и тековно низ некои работи. Меѓутоа, за да пораснам треба некогаш да молчам и да слушнам можеби поискусни луѓе од мене. Токму оваа една година јас одлучив да повеќе молчам и да ги слушам гостите што има да кажат. Секој ден гостин допре до мене на различен начин. Некој ме расплака, некој ме насмеа. Не е едноставно да водиш тим. Убаво е кога ќе речеш дека имаш нешто свое, но многу е подруго кога ќе почнеш тоа да го правиш. Имав само идеја дека некако сакам да почне приказнава. Немав замисла дека до овде можеме да стигнеме. Иако одиме на многу природен начин, но ова нека биде една мала увертира. Прво да му се дивиме на овој прекрасен поглед овде позади мене, да ве прошата малку низ Охрид. Пред да почне овој прекрасен и сладок, краток влог, само дека нема да трае многу, но ветувам дека ќе вреди до самиот крај. Сакам да им се заблагодарам од срце на Инекс Олгица, кои што ни ги отворија вратите, искрено ни беа пријатели во целата оваа летна сезона, иако беа многу малку епизоди. Беа две гостинки и јас завршувам некако. Сум преблагодарна што постојат луѓе како Андреја. Ги поздравувам Виктор и Андреја во овој момент. Ме научивте една многу силна лекција и вие и самите охриѓани. Морам да ги поздравам овде и ресторанот Острова. Исто така не почести. Ја збогати целата атмосфера каде што снимавме на Свети Наум со Лиора. Колку охриѓани мене ме потсетија за важноста да се држиме цврсто едни со други. И тоа е она што од секогаш сакав да биде многу погласно од било што друго. Кога јас размислав каде се снима летната сезона, реков ајде до мај месец нека биде крај. Меѓутоа ми дојде на идеја ајде нешто да направиме за летово. Размислав и некаде надвор да се снима. Дали овде па типично е Охрид да се снима. Меѓутоа една многу важна лекција која што ме научија охриѓани на крај, затоа и одлучив овде да снимам, е дека каде да се обратев, кога да прашав, охриѓани со такво топло срце, се што ќе имавме на ум ми остварува. Јас сум многу по природа благодарна личност. Сакавме некои работи и да ги платиме и да ги покриеме, меѓутоа беа цврсто решени не. Само снимајте кај нас дома, само снимајте овде, покажете го Охрид во најдобро светло. Онака полни со очите радост и среќа, не можам да ви опишам колку ми беше убаво, добре дојдено. И тоа Охрид го направи за мене. И некако си го најдов мирот и јас во Охрид изминативе 3 месеци. И ако продолжам вака да зборувам, ќе се расплачам. Знам дека и на луѓето им изгледам повлечена и можеби затворена, токму поради емоциите.
токму поради тоа што чувствувам и длабоко и сакам конекција длабоко со луѓето и сакам да заедно градиме мостови. Што да правам, така сум. Така што Охриѓани, топло ве поздравувам. Го сакам Охрид. Не само како град, туку поради луѓето. А бидејќи го изразувам љубов на Охрид, сум дека е убаво време да ми покажам и други работи. Дали сте подготвени да се одјавиме јас и вие заедно за сезона 1? Јас да, еве ја ќе кажам вака пред да кат направиме овде. Ресет мене ме научи да бидам уште поотворена. Сватив колку се потребни емоциите на луѓето. Фала ви на тоа. Ајде одиме. Може? Ресет не би било ресет ако не ве носиме на посебни места и можеби уште еднаш да ве потсетиме дека имаме убавина која што треба да се посети. Еве самото седање овде има некоја посебна енергија која што не се опишува. А и до некаде, ако сте биле во брзо темпо, со премногу работа, ова е еден од моите начини како да успориме, да забавиме и да имаме еден добар и квалитетен муабет. Имам нешто да споделам со вас. И тоа се вика не е се како што изгледа. Мислам дека јас не би била јас ако не бидам до крај искрена. Не ви кажам ништо помина ресет за сезона 1. Еве јас сега малку ќе ја соголам душата пред вас, како што јас тоа го правам за другите гости и ќе ви раскажам во кратки црти што се случуваше. Но пред се морам да ја поздравам екипата која што неуморно работеше на проектов, заедно со мене некако ги помина тие предизвици за кои што денес, сега, отворено ќе зборуваме. Знаат тие кои се, нема да плачеме. Може би не веруваат тие толку многу, но многу ми значи што се денеска тука, се уште и се радуваат како за секоја нова епизода што ќе доаѓа и како сме постигнале до каде водиме, каде се движиме и тоа многу значи. Сепак, како за сите бизниси, така и за ресет имаше периоди низ кои што морав да поминам. Идеја како идеја е одлична, меѓутоа кога треба да се доведе до реализација, тука е најголемиот тест за тоа колку си ти ментално подготвен, луѓето околу тебе и едноставно целата животна вистина за која што до вчера си ја имал. Ако мислиш дека сите одговори ги имаш во животот, верувај ми дека јас ги нема во еден момент. Во еден момент ги изгубив. Само прашував зошто некои работи се случуваат. Пресрекна сум и преблагодарна што ова беше некогаш само идеја од која што се плашев, а денеска можеме почнуваме да ја опипаме, да ја почувствуваме дека е жива, меѓу нас се диши и се развива. Кога почнав да го зборувам ресет како проект, кога почнав да го предлагам и да барам поддршка за него, не секогаш беа отворени вратите. Во овој дел ќе се благодарам на сите оние кои што беа на некаков начин дел од оваа приказна и гласно ќе го зборувам ова, бидејќи до некаде и сум горда, иако е тешко. Проектот Ресет го износев сама. Не сум сама, целата екипа позади камерите, меѓутоа сама финансиски и ова ви го соголувам чисто искрено, за да ја согледате вистината. Мислам дека треба да живее вистината, да не мислат луѓето дека мене ми е така совршено и блескаво и вау, она подкаст, вау, магија. Да, меѓутоа за таа магија да живее, мораш да се откажеш од некои работи, мораш да почнеш да живееш со подкастот. Некогаш ќе ти кажа подкастот не вечер нема да излезеш, не можеш да се дружиш повеќе како што си се дружала, мораш да имаш граници, мораш да се дадеш all in, народски кажано со цело срце на терен. Бидејќи екипата тоа ќе го очекува од мене, вие ќе го очекувате тоа од мене и ова идеја не е толку наивна. Ова идеја има тежина и опфаќа тема ментално здравје. Колку што јас сум тука да остапам простор за луѓето да си ги кажат своите маки, меѓу другото јас се соживував со нив, одејќи по тој пат, иако таму ви се смеев на тие епизодите, и јас споминував низ нешто. И мене нешто ме допираше, и мене нешто ме болеше. Поддршката кога ја зборуваме, ќе се огледате всушност кога ќе почнете нешто свое. Многу работи ќе се отворат околу вас. Имаше денови кога размислав што правам, па што ако ова не издржи до крај, па дали ќе ја видат големината луѓето колку што јас се гледам. Еве стигнавме со крај на прва сезона, што за мене тоа е голем успех, иако имаше денови кога се распаѓав, да сме на чисто. Многу сум благодарна на луѓето кои што не споделува, зборува за нас и можеби и немала потреба некогаш на стори, меѓутоа ќе ни приделе мене на целата екипа, каде да ги сретнале низ град. Ќе ми пишат мене некогаш некои луѓе лично порака, ќе ми се јават.
Вие не знаете тоа колку значи. Значи кога почнувате од нула. Потоа нема да ми значи кога ќе сум успешна. Во почетокот секогаш значи. Бидејќи емоции треба да се покажуваат, ќе ги покажам и без наочари. И затоа предлагам да ги соголувате емоциите. И ова е во ред да видат луѓето и оваа страна. Увидов колку можам да бидам ментално стабилна и да го издржам притисокот. Притисокот да останеме на ниво, очекувањата на публиката, односно вие, дека сакате повеќе епизоди, самите вие да гостувате, и јас тоа го посакувам за овој подкаст. Подкастот не е само мој, подкастот не е само на јавните личности, подкастот е народен, ваш. Затоа нема да ви откривам ништо, меѓутоа ми е тоа доволен мотив, се што ми пишувате и кажувате, да се држам цврсто, да верувам силно, затоа што и такво нешто доаѓа. Лекцијата е доаѓа подобро утро. Најголем тест да веруваш во себе и кога никој не верува во тебе. Сега мислам дека ги разбирам луѓето кога стануваат успешни, ќе си го стварат сонот и кога ќе почнат онака искрени емоции да покажуваат дека сонот може да стане јаве. Сега можеме да шетаме низ град, нели? Ајде. Доста беше. Не гледат луѓе, само да ви кажам. На камерина. Ајде да зборуваме за убави работи. Прво, повторно добар поглед. И да не ви кажам каде сум се испентарила, за да ова биде вака добро, за вие вака да уживате во погледот, ама се трудам, јас и мојот тим заедно, секако, да го добиеме најдоброто од Охрид. Значи, мислам дека предпоставува така да се наоѓаме, но зирнете го само ова позади мене како изгледа преубаво. Знаете што е интересно околу овој подкаст? Ова е подкаст за ментално здравје. Често доаѓаше една информација до мене од луѓе кои што зборува и патем не им беше јасно што правам овде, е дека се правам психолог, а всушност ни блиску до тоа. Зошто? Затоа што јас сум исто како вас. Нешто учам од тие разговори, не ги нарекувам интервјуа, знам дека ништо не знам и низ тие разговори учам дури и што е депресија, а што е анксиозност. Не сум компетентна да давам дефиниции од самите разговори. И јас учам и вие со мене. Сега кога зборуваме за психолози и ментално здравје, бидејќи тоа е самиот подкаст, одлучив нешто да воведам, така што ви благодарам многу на тоа. Вау, само видете колку добро изгледа. Прејако. Не сме совршени, знаете, и ова е природно. Теча како што треба да биде. И една работа што ме радува многу, треба сите вие еднаш за секогаш заедно да го научиме е да уживаме во процесот. Јас научив во оваа прва сезона да уживам во процесот, а не знаев. Ниту една објава на Ресет не била спонзорирана, ниту денар. Тоа вие го направивте. Мене ми дозволивте да бидам целосно јас. Покрај дождот, доаѓа сонце, падни стани велат по старите. Некако ќе си продолжиме да си мечтаеме, манифестираме, да ги изреализираме сите најлуди соништа. Овие патки видејќи што прават заедно се. Hi girls! За некого и ова е успех. Гледате, некој само ова му треба. Ова е ресетирање. Колку што сум амбициозна, толку сакам и вака да си молчам, да се тихувам и уште еднаш да се восхитувам на едно прекрасно зајди сонце. Ако го сме кај зајди сонцето, знаете каде е најубавото. Затоа, ве носам таму. Ајде! Ајде! Камера 1. Ајде. Најубавото зајди сонце. Значи, збориме за најубавото, се наоѓа на едно и единствено место. Го чекаме само да дојде. За некоја секунда ќе се појави во овој екран овде. И тоа богатство го има од кој што почна целата ова приказна. Поглед од $1.000.000. Хотел и Next Олкица. Ова е тоа златно и прекрасно зајди сонце. Да земеме еден мал момент, еве да ви освестаме на момент, да бидеме благодарни што можеме да гледаме свет во боја. Луѓе си уживаат, секој на свој различен начин си прави ресет. Па јас еве сега со вас. Ова е суштината на тоа што сакаме да ви пренесеме со ресет. Колку што треба да сме амбициозни, да постигнуваме цели, да сме успешни и по тој пат да работиме на себе и на менталното здравје, многу е важно да правиме одмор. Тоа беше голем тест за мене. Го признавам тоа. Не знаев за одмор. Животот сакал да некако креативно ми даде на мене лекција да успорам и додека го работам тоа што го сакам, да уживам во овие моменти бидејќи не знаеме до кога ќе сме овде. Тоа е благослов. Ме охрабривте дека идејата не е залудна што постои и да продолжам да го правам ова што го почнав. Сам нека му даваме некоја поинаква димензија на овој подкаст. И дај Боже, да можеме барем еден живот да подобриме. Да разбереш што значи да се сакаш себе си, да си го пружиш тоа, вреди да се живее. Благодарна сум на поддржувачите кои што беа тука од самиот почеток па до крај. Без нив не би можело сето ова да изгледа како што изгледа. И Лиора, и Андреја,
ми дадоа многу важни животни пореки. Секако што сакува да го работи и да биде предприемач, го охрабрувам, бидејќи навистина многу убаво да правиш нешто што има корис за целото општество. Има голема тежина. И што ми е уште поважно, ако претходно бев само инфлуенсер и така нешто снимав реклами, нешто се работеше така, но кога се почна проектов, навистина луѓето почна да ми изразуваат почит и благодарност кон ова што го работам. Очигледно е повеќе од потребно да зборуваме на тема ментално здравје. Од се откажете се, ама никогаш од себе. Никогаш. Еден крај, а другата ве чека нова приказна, нов почеток. И не забравајте, се почнува од вас. Пораката на првата сезона од Ресет, заедно со летната сезона, е секој поминува низ нешто. Не сте сами, работете на себе и ние сме тука како платформа да направиме се што е во наша моќ да се вратите кон себе. Со ова прекрасно седисонце од Inex Олгица, ќе ви се одјавам топло од моево срце. Се надевам дека барем малку доправме до вас и се надевам дека сето ова ќе има смисла еден ден. Ме мотивирате, ве сакам, очекувајте нешто, како што знаете за се, нешто неочекувано. Јас сум летова овде и работам. Ве очекува многу добра втора сезона од Ресет. Ве сакам.